Драги гледачи, денеска се наоѓаме во Средното општинско училиште Кузма Јосифовски Питу од Прилеп, каде што со мене е екипата која што ќе ја представува Македонија на европскиот надпревар за училишни компании кој што во месец јули ќе се одржи во Рига. За тоа што точно станува збор, ќе ни каже прво менторот и професорката на овој проект, Цветанка Димовска, зашто точно станува збор и како вид компанија е Еко Блум, што можеме да забележиме тука на флаерите? Па, нашето училиште учествува во програмата на Junior Achievement од самиот почеток, со различни тимови на ученички компании, учествуваме на хакатони, иновативни кампови, како и на националниот надпревар за ученички компании. По кој пат учествувате на овој надпревар од Junior Achievement за училишна компанија? Па, од самиот почеток нашите професори се вклучени, значи секоја година учествуваат на овој надпревар, меѓутоа овој тим прв пат се појавува на националниот надпревар за ученички компании. И ова е вашиот најголем успех што ги имате постигнато до сега во сите овие учествувања? Да, ова е нашиот најголем успех, значи да освоиме прво место на националниот надпревар и да ја представуваме Македонија на европскиот надпревар за ученички компании и за предприемнички вештини на учениците. Меѓутоа до сега имаме освоено многу бројни награди, меѓутоа од вакво ниво не. Зашто точно станува збор? За каков производ? Ќе ни каже генералниот менаџер или како и да кажеме на овој проект. Може прво да ни се представите и да ни го представите овој ваш интересен производ. Така е, добар ден на сите. Јас сум Петар Чадамов, извршен директор на компанијата. Пред се сакаме да кажеме дека нашиот производ е 3D иновативен биоразградлив освежувач за воздух во автомобилите со вградено семе внатре, кој после неговата употреба се фрла во природата и истиот прераснува во растение. Важно е да напоменеме дека имаме развиено сезонски мириси и исто така развивме и мирис за луѓе склони на алергии, така да тие вештачки мириси како што ги имаме досега на типичните освежувачи нема да прават проблем, поточно нашиот природен мирис нема да прави проблем кај луѓето со алергии. Нашиот тим е составен од 5 ученици, 5 млади ученици, со што сакаме да придонесеме нешто подобро, како и за луѓето, така и за природата. Нашите главни пораки се тоа дека свежина што не се фрла туку расте и додека шетаме во природа, наместо да гледаме отпад, ние сакаме да гледаме зеленило, растенија и дрвја. Значи, целиот овој производ, кога ќе престане неговиот мирис, може слободно да се фрли на прозор, е биоразградлив и останува семето кое што потоа прераснува во растение. Така е. Рековте дека прераснува во сезонско растение, односно во него ќе стават растенија кои што одговараат на временскиот период од годината. Така е, да. Значи хартијата е целосно биоразградлива, овој конец исто така целосно биоразградлив и лепенките ни се целосно биоразградливи, со што нашиот производ апсолутно не остава никаков отпад, туку допридонесува за нов живот, некое ново растение. Како пред се дојдовте до една ваква навистина иновативна идеја? Дали ја видовте некаде или е чисто ваша замисла? Добар ден, јас сум Душко Илиевски и до оваа идеја, навистина сме многу горди од оваа идеја, поради тоа што дадовме сами ние. За цел имам Изабела Славаковска, која ја даде оваа идеја. Колку време ја развивавте оваа идеја, каде се подготвувавте и како? Оваа идеја ја развивавме околу 5 месеци, ја развивавме овдека во училиштево, после училишни активности. И се насочивме кон оваа идеја за да помогнеме низ средината и низ сите луѓе. Оваа идеја кога ја произведувавме, кога ја развивавме, имавме многу големи предизвици кои ги поминавме, како предизвици кога го правевме самиот производ, од кои материјали да биде создаден, кои стикери да бидат користени, каков мирис да има, кои семиња. Исто така се фокусиравме многу на самиот дизајн, кој сакавме да биде едноставен и привлечен за сите возрасти. Дали имавте помош од стручни лица околу дизајнот, околу изборот на материјалите, колка временски период им треба истите да се разградат во природата?
Имавме помош од различни луѓе кои што ни помогнаа во развивање на самата идеја, да ни покажат од различни сфери на нивната работа, за да зазнаеме повеќе. Исто така истражувавме на интернет за самите материјали, за семињата, а новиот производ потребно му е само една недела да се разгради во средината. Директорке, екипата на Средното општинско училиште Кузма Јосифовски Питу, како што можеме претходно да видиме, влезе во трката за европски првак на Европското првенство за училишни компании која што ќе се одржи во Рига, Латвија. Колку како директорка сте горди на овој тим? Не како директор, меѓутоа како цело училиште сме прегорди на нашите ученици, бидејќи и како училиште ние ги промовираме вештините со кои се стекнуваат учениците надвор од клупите. И ова представува една воннаставна активност и мило ми е што докажавме дека е многу битно да се работи на ваквите вештини. Нашето училиште го промовираме како училиште кое е посебно и поинакво од другите струки, бидејќи и онака ние сме израмнети и со гимназиско образование, меѓутоа спаѓаме во стручни училишта. Зошто сме поразлични? Бидејќи нудиме струка која е водична едно општество. Без економија не постои ниту едно општество и затоа е многу битно да сме насочени на развивање на вештините баш во училишните клупи, за да продуцираме кадар кој што ќе биде способен да излези на пазарот на трудот. Друга работа, пошто се издвојуваме од другите струки, е бидејќи нашите струки никогаш не се минливи. Значи не е тренд струката, меѓутоа стално одиме во струките да понудиме она што е битно и важно во општеството за да функционира за да просперира едно општество. Токму како што кажавте, двигател на едно општество е економијата без која што нема напредок, а токму на оваа тема како училиште организирате една интересна средба наредната недела. Точно. Значи организираме меѓународен средношколски форум на економски училишта и темата која што ќе се обработува на форумот е инвестираме во човечки капитал, вештините како најсилна валута на нашите ученици. На форумот ќе бидат поканети како говорници на панел дискусијата, значи градоначалникот ќе учествува и ќе учествуваат други чинители кои што се директно поврзани со нашето училиште. Значи го организираме ние како училиште под покровителство на општина Прилеп. Ве очекува надпреварот во Рига во Латвија, како што кажавме, дали имате трема, дали знаете со каков вид на конкуренција ќе се соочите таму? Да, така, јас сум Изабела Слабаковска и ние чувствуваме многу голема возбуда за учество на таков голем надпревар, за голема конкуренција, над 800 ученици, мислам дека ќе бидат, од сите европски земји. Па немаме некој голем страв, бидејќи знаеме како да ја презентираме идејава, само што треба уште повеќе да ја усовршиме, како што кажавме, ќе имаме нови производи, нови мириси и така. Членовите на екипата кажа дека 5 месеци го изработувате овој производ, за да стигнете до ова ниво, кои процеси мораше да бидат поминати, колку надпревари на ниво на држава, со кои компании од другите градови се сочивте како конкуренција? Имавме еден регионален надпревар во Велес, со кој што се пласиравме во националниот во Скопје. Во Велес имаше 40 компании, од кои 20 продолжуваат понатаму во финалето, а во Скопје беше националниот надпревар, таму имаше 20 компании, од кои ние го освоивме првото место. Тука може да забележиме два дизајни на овој производ. Дали додека стигнете до надпреварот во Рига, можеби ќе се редизајнира овој производ, дали ќе има и друга намена? Па овие производи досега што ни се двава производи нема да има друга намена, само таа ќе биде истата намена за автомобилите и уште два ќе направиме за автомобили. Како што кажавме, ќе имаме уште еден за простори и еден за луѓе кои што се склони на алергии со природен мирис. Дали знаете со какова конкуренција ќе се сочите или одите, како да кажем, ајде така, на слепо во Рига? Па ајде така да кажем, да, баш на слепо одиме, сега уште не ја знаеме конкуренцијата, не ни се објавени листите, не ни се дадени, денес ќе имаме состанок со директорката на Junior Achievement, ќе се запознаеме со што ќе не... Со што конкретно ќе се сочиме во Рига, Латвија и колкава ќе биде нашата конкуренција? Кои се вашите очекувања ве како тим, како екипа? Нашите очекувања
Искрено очекуваме да се најдеме во теритоп во Европа, бидејќи сепак нашиот производ е доста иновативен, биоразградлив, не остава никаков отпад. И сакаме да покажеме што може Македонија на вакви големи европски надпреварувања. Еве за крај, професорката, колку сте горди на целата оваа екипа и на производот кој што е направен? Па, јас сум многу горда што имаме вакви вредни деца, кои што работат надвор од наставата. Значи, ова е активност со ученичките компании која се одвива како вон наставна активност. Вклучени се надвор од часовите, значи го издвојуваат време и труд. Горда сум на успесите. Исто така да надополнам за националниот надпревар, на регионалниот ние имавме 2 компании од ова училиште и двете компании влегоа во финалето за национален надпревар, значи имаме доста вредни ученици кои се вклучуваат и носат успеси. Како што реков и претходно, ова е прв успех на ова ниво. Доста сме горди, благодарност до Junior Achievement за организацијата на надпреварите, благодарност за поддршката од училиштето, од директорката, од колегите и учениците секако. Дечки, ви благодарам на сите за разговорот. Навистина е интересен производ кој што моментално е во тек со сите светски трендови за онаа зелена агенда за заштита на животната средина, освежувач за автомобили и како што спомнавте за простори, она што сакате да го доработите до крајот на европското првенство. Дали имате некакво мото или лого кое што го имате за вашиот производ? Да, како за крај да ги поздравиме нашите гледачи, дека нашиот производ е свежина што не се фрла, туку расте.